Го заземаат и албанските политички чинители во земјава приматот во преговорите со Бугарија во однос на македонските функционери. Ваков впечаток се добива откако во јавноста шефот на дипломатијата Бујар Османи е тој кој ги споделува клучните информации околу текот на преговорите во билатералниот спор, а првиот заменик премиер Артан Груби пак ја предводеше и делегацијата на владата на церемонијата за одбележување на 150 годишнината од реѓањето на Гоце Делчев. Токму вклученоста на албанците во преговорите со Бугарија и Грција беше едно од клучните барања или точки во така наречената Тиранска платформа. Но не е само ова барање исполнето за да бидат задоволени албанските барања. Влегувањето во сила на законот за двојазичност значеше и исполнување на дури 90% од барањата, впишани во така наречената Тиранска платформа, која како божикна честитка беше испратена до македонските политичари и ултиматум за формирање на владата во 2016-та. Сепак, од доаѓањето на власт на СДСМ речи се во целост се исполнете сите нивни барања. Постигната е целосна рамноправност која беше побарана уште во Охридскиот договор, спроведена мултиетничност во уставот каде албанците се сметаат за државотворна нација. Откако спикерот Џафери без подпис на председателот го објави законот за јазици, се исполни барањето за целосна јазична еднаквост, употреба на албанскиот јазик на сите нивоа и гаранција за неговата примена како фундаментално и уставно право. Во пазарот со Беси Алијанса се исполни барањето за етничка припадност и државјанството на албанците. Ние не бегаме од платформата. Неколку пати потенцираме. Имаме позитивен аспект на платформа. Ниту еден документ, платформа, декларација, акт или действие кои би биле спротивни на погоре наведените ставови не може да бидат услов ниту основа за формирање и действување на владата на Република Македонија. Со уставните измени кои парламентарното мнозинство глатко изгласа менување на нависокиот правен акт, се отвори и патот за сеопфатна дебата за знамето, химната и за државниот грб на Македонија, со цел државните символи да ја рефлектираат општествената мултиетничност и етничката рамноправност. Потписниците на албанската платформа побараа собранието да усвои резолуција со која ќе се осуди геноцид врз албанскиот народ во периодот од 1912 до 1956 година, единствената неисполната точка од платформата. По рамковен договор се вработени албанци во сите државни институции, а обезбедени и повеќе пари за општините со албанско население. Формирани се албански културни институции на централно и на локално ниво. Во Тиранската платформа беа офатени неколку судски случаи, дел од нив и со правосилни судски одлуки, Сопот, Бродец, Монструм и Диво населје, за кои албанските потписници бараа меѓународна истрага. Тоа со најновиот пазар за останување на СДСМ на власт лани беше исполнето. Албанските представници беа вклучени во решавањето на спорот со името. Во делот на добрите односи со соседите, зголемена и соработката со Косова, а своевремено тогашниот премиер Заев се испазари и Косово да биде нашиот петти сосед.